Петок, 15 март, кратки вести во 12 часот. Мермерната спомен плоча посветена на настан од антифашистичката борба на објектот со историско значење во центарот на Охрид, што при реконструкцијата на куќата беше отстранета, ќе биде вратена во првобитната состојба, објави на нејзиниот профил на Facebook министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска. Додава дека изречена е мерка наредба од страна на инспекцијата при Министерството за култура. Инспекторите констатирале прекршоци и на сторителите им се изречени законски глоби. Продолжи санирањето на сидриштето за пловила пред Центарот за обука на вода на АРМ во Охрид, откако за тоа беа добиени сите позитивни мислења од надлежните институции. Министерката за одбрана Славјанка Петровска при неодамнешната посета на Центарот истакна дека се обратиле до Министерството за животна средина, до Управата за заштита на културните споменици и УНЕСКО, кои констатирале дека нема опасност по животната средина и добиле дозвола да продолжат со реконструкцијата. Се очекува зафатите да завршат за 45 дена согласно договорот склучен со изведувачот. Денеска започна да се урива малата зграда наспроти Охридската противпожарна станица веднаш до Сити Хостел. Станува збор за постара зграда на чие место треба да никне поголем објект, кој ќе го измени и движењето за станарите во овој дел на градот. Имено повеќе нема да постои малиот диагонален пат по кој станарите на околните згради се движеа кон домовите, туку ќе биде направен нов кој оди паралелно со зградата наспроти и ќе поминува кај поранешното мало игралиште. Поради малиот простор и ограничениот број паркинг места, бидете внимателни доколку одите со возило во пожарна и полиција во текот на денешниот ден. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.